Добар ден од мене за сите оние кои што ќе бидат дел од Црвена линија и секако ве топло препорачувам, како впрочем и секогаш, да бидете во што е можно поголем број, како оние со кои што дискутираме на темите. Одеме со она за што се зборува во собранието, предлог закон, секако во него обложувалниците да се селат на 500 метри од училиштата. Ова е нешто што подолго време се зборува, години наназад, а Асоциацијата на приредувачи на игри на среќа реагираат. Одлуката на владата за менување ќе ги натера луѓето да играат по подруми и на црно. Вака сметаат од Асоциацијата. А владата всушност предлага целосно затварање на овој бизнис. 10.000 луѓе ќе останат без работа, со што буџетот ќе осиромаши за 280 милиони евра. Па дали е возможно да се најдат соодветни локации? Според вас, кое може би најдоброто и најсоодветното решение? Секако тука ќе ве потсетам задолжително да не заследите на Facebook, профилот е Црвена линија, заследете ги и Телма телевизија, таму ја објавуваме темата и најтопло препорачувам да не заследите на Instagram. Со тоа ви се отвара можност да бидете директен учесник на нашите анкетни прашања. Па денес ве прашуваме дали го поддржувате овој предлог закон, одговарате со да и не. Ова ќе го пронајдете на Instagram стори, доколку кликнете таму, а резултатите, како и секогаш, ги соопштуваме по рекламите. А пред да започнеме со вас и нормално да ве вклучиме во дискусијата, ќе го погледнеме и прилогот на нашата колешка Даниела. Казината и обложувалниците да бидат оддалечени не помалку од 500 метри од училиштата. Се предвидува со измените и дополнувањата на законот за игри на среќа што вчера ги усвои владата. Пример за Тетово, градот со голем број вакви објекти, а со помала и густо населена површина. Тоа би значило дека ќе останат само 2-3 локации надвор од радиусите, но во поголемите градови би имало повеќе места. За движењето антикоцкање ова е добар почеток, но истото да не остане само на хартија. По малите градови претежно што се натрпани со игри на среќа, значи ќе се расчистат. Ние сакамо се овој закон да се реализира и да се тера до крај, не само да остане на хартија законот, зашто претежно во Македонија сите закони се добри, ама остануваат во канцелари. Според Асоциацијата на приредувачи на игри на среќа, измените ќе доведат до штетни последици не само по вработените, туку и по државниот буџет. Нема мирно да стоиме и да дозволиме нашите вработени да останат без екзистенција. Истакнуваме дека во оваа стопанска гранка директно и индиректно редовни примања добиваат повеќе од 54.000 вработени. Дополнително, предупредуваме дека ако се стави клуч на врата на легалните спортски обложувалници, обложувањето нема да запре, играчите ќе бараат алтернатива. Обложувањето ќе се префарли на нелегални локации каде државата ќе нема контрола ниту врз средствата, ниту врз безбедноста на играчите. Со законските измени се предвидува изголемување на надоместоците и построги процедури за издавање лиценци за игри на среќа. Ете по прилогот од Данила, преминуваме на вас. Ке потсетам единствено правило кај нас и можност да се вклучите, само да го завртите телефонскиот број 02-307-0005. Тоа го знаат сите оние кои што редовно следат Црвена линија, но еве напомена и за оние кои што можеби еве за прв пат нели ке сакаат да се вклучат во ова издание. Меѓу другото ке потсетам, сега дури имам можност да покажам и знак. Кога ќе го завртите телефонот, ве молам, намалете го тонот на вашиот телевизор. Стишете, нема потреба да слушате преку ТВ приемникот, а со мене ќе можете да зборувате само преку слушалка. Тоа е она на кое што постојано укажувам. А сега веќе време да го слушнеме и мислењето на нашиот прв гледач или можеби гледачка во ова издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Не слушаме. Поздрав до вас, до телевизијата и до сите граѓани во Македонија. Голем поздрав секако и до вас. Дали е според вас возможно да се најдат соодветни локации? Мора да се најдат. Верувајте, јас седам открши обложувалници. Така ве следиме, продолжете. Имаме на секој чекор. Децата млади, мали, големи.
се е тргнато по тоа. Го молам цело раководство, и молам цела држава. Ова нешто да се запри, да се куртули, децата да излезе на улица, младите да се дружат и оти ги гледам, децата, младите иде од фабрика, ги зема платата, слегува на банкомато, ја зема платата и се качуваат горе кај што се банкоматите. Се пуста фамилии, се пусти се, младите ги спустивне, ги се молам, ова да се прекини, да се затвори, ќе останеле без работа. Кој сака да работи, ќе си најди работа. Ќе се отвора некои приходовни потреби, што се добива приход за фамилијата и за државата, а не да се пустат фамилии, да се пустат младина, да се затвори, се да не постои. Едно време комаро беше забранет со закон. Ако се фатеше да си игра комар, се одеше затвор. А сега комарот се рекламира не само кај нас, и во Србија и сегде. Да се забрани, го молам секој ова нешто да престани. Младината да се дружи, а не да ја зема младите платата и дода право на банкоматите. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија и бевте прва гледачка која што го проби мразот. Слушавме какво видување мислење има гледачката. Јас ќе ги охрабрам сите оние кои што ќе се јават и од другите градови да ја пренесат каква е состојбата кога станува збор со обложувалниците и кладилниците и секако казината. Добар ден. Добар ден, Аца Гиновски на телефон. Драго ни е, во Црвена линија сте. Јас ја поддржувам претходната гледачка, ама ќе се надовржам како, на кој начин ќе ги надомести штетите на овие луѓе. На овие кладилници, обложувалници и ред други работи. Како ќе се надомести штетата и каде они ќе бидат преселени? Јас се прашувам од кои причини? Колку вработени има таму? Тие да останат на улица е срамно. Значи, сум за да бидат подалеку од училиштата, али невозможно е. Еве ви кажувам дека е невозможно. Значи, многу финансии се дадени, средства, објекти, од кои што нема излез. Тоа требаше на време. Овој закон 6-7 години беше предложен, ама никој не го усвојува. И нема ни да го усвојат. Ја мислам дека нема да го усвојат. Нема да помине, затоа што мотници се стојат во власта. Нарочито сега, како што во последно време го чувме, дека Дуи стои позади тоа и лично Али Ахмети. Значи, според вас, кое би било најдобро решение, еве? Најдобро решение е добро да се изведе тој закон. Ама невозможен е. Невозможен е. Тоа требаше на време. Благодарам, секако цениме што го искористивте вашето време од 90 секунди да проговорите во ова издание на Црвена линија. Продолжете да не следите. Вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Еве, повторно слушам таму фонија. Ако веќе не ме слушате кога зборувам, најверојатно можете да видите дека треба да се намали звукот на телевизорот. Ало, дали сум јас? Да, добар ден. Добар ден, Тине. Баба Роска, како сте? Да, Баба Роска е на телевизија сега. Еве таму, вие бевте од кое место, ни се вувавте? Јас сум од село Орман. Така, каква е состојбата таму? Има ли многу... Кажам нешто убаво. Има ли многу обложувалници? Телма да ми дојдете на роден ден денеска ми е. Ау, да, среќен роден ден. Баба Роска, јас ќе ви посакам многу... И да ме пустите и на тркалото да ви Ќе се слушнеме и таму за кратко, секако јавете се, но јас ќе ви посакам... А за кладиониците, за да сте здрави и да живи. кажам некој збор. Секако, повелете. Јас сум да не постоje уопште ниједна кладионица. Децата мали се испорасипаа. Нека не постојат сите тие што некому чув дека ќе немало многу работници напуштени. Ќе најдат друга работа тие работници. Нека не постојат, децата мали ги расипаа. Тоа сакам да ви кажам и чао, имам роден ден, имам работа. Јас ви посакувам да имате најубав роденденски ден и секако еве да останете со Црвена линија и да ви се исполнат сите желби, Баба Роска.
Ете, малку направивме дегресија, но имаме верни гледачи кои што буквално ги чувствуваме како семејство, па еве гледачката денес слави и роден ден. Но ние да се навратиме на темата, она за што зборуваме е дали е возможно да се најдат соодветни локации за казината и обложувалниците и дали всушност вие го поддржувате овој предлог закон. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Јас ќе посетам дека по вртењето на 023070005 линии се активни. Направете го ова. Да, тука вели намалете го тонот на телевизорот, ТВ приемникот, како ви е згодно да разберете. Разберете, зборувајте само преку слушалка. Добар ден за новиот гледач. Добар ден. Јас одлично ве слушам, верувам и вие мене. И јас ве слушам, јас сум еден модерен гледач. Од мене малувам телевизор. Така е, за да се слушаме, не е дека... Така. Кажете ми, од каде се јавувате? Од Скопје. Од Скопје. Јасно ми е, барем мене како изгледа во Скопје, па еве, кој е вашиот став во однос на темата? Мојот став е дека уопште не треба да се забранува тоа, туку си има закон, дека од 18 години не сме никој да влегува во кладилница. Како у кафана што не сме да се точи алкохол за помлади 18, така и во кладилница. Значи, треба да се има води сметка кој влегува во кладилница. А тоа нема сврха таа диско локација, кога децата пак ќе одат таму, ако ги пуштаат во кладилницата, не разбирате? Така. Значи, апсолутно сум против. И секој над 18 години може да се ги планира своите пари, како ќе се ги троши, не разбирате? Од гледачите слушаме дека реалноста на теренот е малку поинаква. Каква е реалноста? Дека гледаат многу помлади лица кои што редовно одат и си ја пробуваат. Зошто не им треба да ги отстранат? Треба да има обезбедување кој што ќе го отстрани, да речеме некој што има помалку од 18 години. Апсолутно сум против. Дали на Запад има забрани за овакви работи? Во северните европски земји воопшто не постојат кладилници и облажувалници. А европски кај што се стремим? Шведска, Норвешка, Данска. Добро, Шведска, Норвешка, Данска. Збориме за други, Франција, Германија, Англија, дали е забрането оскањето? Мислам, облажувањето. Не е забрането. Еве, ќе напоменам она за што се донесува предлог закон е не да се забрани постоењето, туку да се пред се дислоцираат од локалитети каде што е недалеку од кладилница, непожелно е да има основни училишта, средни училишта. Ете, тоа е предлог законот генерално. Добар ден. Добар ден. Како сте? Поздрав до вас и до Срвеници. Голем поздрав и до вас. Како е во... Од училиштата. Како е во Македонска Каменица, кажете ми? Во Каменица 8 кладилници и касина. 8. Па тоа е до сам училиште 100 метра. 100 метра нема училиште. Нека се забрани. Нека си најде локација, не 100 метра на училиште. А се бркаат училиште. А не се забрани. Те е тоа забрани. Тоа да си најде друга локација. Од 500 метра. Тоа го видиш. Тоа го мислам, тоа не мислам. Тоа е пропаст. Во Македонска Каменица по 360 милиони се коцкаат месечно. Месечно. А на чуди. Плачат фамилии. Плачат чели деца. Од се коцка. Рудникот има ако нема плата 1000 евро. Ајде, прокоцка. Тоа е тоа, пријатно роко. Ако е тоа се, благодарам за јавувањето. Останете да не следите. Ќе вклучиме гледач. Добар ден. Ало, добар ден и убав ден да се имате. Најубав ден и вие да имате. Певе на темава, кој е вашиот став? Вака. Пред се, законот си е закон, не е донесен, предлог е даден. Меѓутоа, ја познавам проблема, мислам, работата на сите казина, на сите кладилници. Дали знаете кои се дозволите и заложување на пари во Народна банка од тие казина?
по 2,5 милиона, 3 милиона евра едно казино, за да го отвори, става залог на пари. Дали знаат граѓаниве колку данок плаќаат тие казина? Колку даноци? Дали знаат колку вработени има? И што е тука негативно за државата? Децата викаат, помладите влегуваат. Да, влегуваат, меѓутоа закон треба да се воведе. Се согласувам дека од училиштата треба да се дислоцираат. Да, од училиштата. Меѓутоа да ги насочиш ти во шума или тамо негде подалеку од градот, нема ефект, затоа што многу пари влегуваат и многу даноци. Тоа е коцка. Секој свесен човек свесно влегува. Никој со магне не го привлекува. Он влегува самоволно, да се коцка. Се знае дека се коцка. И така да мислам дека тешко овој закон дека ќе се усвои, затоа што сега во овој момент овие даноци, овие вработување тие пари, како ќе најдат заеднички јазик? Ке подсетам само внимателно со тајмерот 90 секунди одбројува, за да не изгледа дека ве прекинуваме. Секако и јас ке ви се заблагодарам еве што го истакнавте вашето видување во црвена линија. Ке се префрлиме сега малку и на Твитер, со оглед на тоа што твитерџи секогаш имаат твитови за темите за кои што дискутираме. Ке почнеме со твитот на доктор Арслан Агич, кој што напиша: владата донела одлука казина и обложувалници да бидат најмалце 500 метри оддалечени. Кај ќе ги селиме школите сеја? Така прашува. Да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Здраво. Па види вака, многу се слагам со овој претходниот што кажа, да не се тие кладилници, нема ништо у државата да се пуни у буџет. Затоа што, мислам, и кладилници и коцкарници. Затоа што ние свртите се вака наоколу малку проталашката ни држава, и видите колку индустријски комплекси имаме, колку имаме земјоделско стопанство во државата кое е развиено, и ќе видите дека ние немаме друг извор на пари у држава да влегуваат. Едното пунење на буџетот, касата се пуни преку кредити зимање од разноразни белосветски банки. А друго е само овие коцкарници, тука ништо друго. Значи, за да функционира тоа, тие се главни. Порано се рекламира производи, значи вафли, мафли, таму што не се произведува, тоа што се произведуваше од државата. Сега види во фудбалерот дека ракометарот, како си каже, го има у реклама, како седи таму, како се котка, како удара по таа покер машината. Јасно ви е све, не треба да кажувам ништо повеќе. Во однос на локациите, еве, дали сте за тоа да бидат... За локациите ќе ги прашате надлежните органи, инспекции, служби кои ги даваат дозволите, значи општините или кои да е локациите што ги даваат. Така, благодарам за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Еве, слушате досега какви размислувања имаат гледачите на црвена линија, па да видиме што ќе ни каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден, јас сум на линија. Да, и одлично ве слушаме. Повелете. Вака, слушнете сега. Во Битолот само 10 души се обесија од каматари, од мање на пари. Значи децата останаа без родители, немаат леп на училиште да јадат. Значи треба сите казина да се дислоцираат и да ми кажете кај треба да се пријави ова, јас да пријавам, кај треба да пријавам за што побргу да се дислоцираат, значи овие. Еве во Битола каква е состојбата во однос на бројот посетеноста на обложувалници казина? Абе, со камати се земат пари од банки заглавуваат луѓето по 100.000 евра земат, значи земат кредити, бе, човек ги трошат сите пари, бе, човек се обесват, значи се бесат, човекот не можеше да ги врати 60.000 во рек земаше и плюс стано го продаде детето, немам време, не знам колку имам време за зборање, утре ми пуштивте време. Ако сакате ќе ви оставим уште малку време, најверојатно програмот тајмерот
Еве, го снимано, ќе се врати. Абе, ви Кажете кажувам, ми, верувајте се, бесат луѓе, значи мора шо побрзо да се избркат казината, тој што вели дека не треба, значи дека има придобивка од тоа, тој зема, значи, пари онакви, на нечестни пари, значи тој подмитене по тоа, 30 места треба да се затворат и надвор од градот да се избркат. Некој од гледачите рекоа дека е слободен избор, секој има избор дали ќе влезе или нема да влезе во обложувалница. Ти вели, ама отпрво ти дава, те заглавва, тој полошо од дрога, бе. Абе, има луѓе на дрога се, на дрога, значи земат дрога и немат никаква онаква, како се вика, штета, помала штета, отколку ова што е заразно. Значи, нема шанси ова да полнолетен човек да го осозне. Значи, тоа е подмукла работа, мора сите да се затворат, бе. Благодарам многу за вас, ги малку го продолживме времето со оглед на тоа што еве да не ве збунува останатите, тајмерот исчезна, но се врати еве во функција и ќе подсетам 90 секунди е време траењето. Одиме повторно на Твитер, па еве може да се надоврзувате со ставовите и во однос на тоа што пишуваат твитерџи. Тата Кике напиша школска населба на пола километар од последната кладилница со трговски центар со се убавини. А Ана Безмана, за жал, само предлог е во однос на тоа што, да, навистина се уште е само предлог, не е донесен законот. Одиме понатаму, добар ден. Добар ден, во програма сум? Да, во црвена линија, повелете. Да, благодарам. Вака, мислам, моето мислење е дека коцкањето постои откако постои човекот. Мислам дека тоа е еден од пороците без кој што човештвото и не може. Но сепак кај нас не е можеби можно тоа да се не треба да се затворат комплетно, меѓутоа мора да се редуцираат. Јас сум Да ве слушаме, продолжете. Сум имал можност да одам сум бил во Шведска и таму имате, да речеме, казина кои што ги 3 казина во големите градови, во Малмо, Гетеборг и Стокхолм. Казината ги поседува државата и на влезот таму те советуваат и велат дека тука нема да заработиш пари, дека коцкањето е забава, а не задобивка. Додека кај нас е епидемија, јас сум инаку од Тетово, значи Тетово е, не знам, реципрочно со бројот на жители, со површинава, барабар со Лас Вегас. Тоа е епидемија и страшно. Значи, дефинитивно, треба да се редуцираат, треба да има единствено државата контрола, и да, дефинитивно да бидат многу подалеку од образовни институции. Добро, благодарам многу. Еве, исто ни пренесовте за тоа како е состојбата во однос на ова за што дискутираме и во Тетово. Тоа е она што очекуваме, бидејќи имаме гледачи од секаде од Македонија и нормално покрај тоа што ќе го кажете ставот, слободно еве пренесете дали е загрижувачка посетеноста на обложувалниците, бидејќи имавме гледачи кои што велат дека, особено гледачот од Битола, рече дека луѓето не само што се задолжуваат, туку и си го земаат животот кога ќе западнат во големи долгови. Како е делно за што зборуваме е предлог законот, дали го поддржувате ваквиот предлог закон и дали сте за тоа да се дислоцираат обложувалниците и казината најмалку 500 метри подалеку од образовните установи. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Видите, јас законов не го поддржувам, искрено да ви кажам, затоа што се 500 метра, на 3 метра од училиштата има продавници трафики за цигари, за алкохол, за сите тие работи, а постои закон каде што малолетно лице не сме да влезе во кладилница. Така да законот не го поддржам. 500 метра у реду, 500 метра, ама каде е? Каде тоа би било? Така да тој закон не го поддржам. Има многу други работи што треба да се решат. Тоа е еден од последните закони што треба да се спроведат и да се решат. Така да тоа не е некој голем проблем. Денеска до секој училиште има трафика каде што секој дете
може да купи цигари. Има дуќан каде што секое дете може да купи дете си, не зборам за дете од 7-8 Малолетници, години. јасно ни е, да. Значи 5-16 години може да купи алкохол. Значи играта на среќа обложувалниците не се проблем некој поголем за државата. Тој што сака да игра, тој може да игра, а тоа не е уопште проблем. Така, благодарам многу за јавувањето, ке посетам, морам. 90 секунди, тајмерот, еве сега одлично се гледа, што значи можете само да си го мерите времето. Одиме со гледач. Добар ден. Добар ден, добра вечер, Македонија. Добро вечер. Жалам што некои луѓе сакаат да има коцкарници во Македонија, во кои илјадници луѓе испустија своји семејства, изгубија своји домови, станови, кујки, им се растурија браковите, деца ними страдаат, немат леп да јадат, трауми, нервози, болести, па може некои од нив и починаа, сопруги, мајки, татковци, пошто само нервози. И за некој такво нешто да поддржува, тоа е вистина за чудење. Тие се луѓе гласачи на оваа власт, кои немаат ни образ, ни чест, за жал. Оре, зашто го поддржувате? Сметаат дека човекот возрасен човек, значи над 18 години полнолетен, има право на слободен избор, така да... Да, има право, само знаеш што? Кај нас дека на луѓето некои цркви им пречат кои ги градеше ВМРО за венчанија, за крштенија, за здрави, морални, боголюбиви деца, боголюбиви татковци, мајки, другари. Да се навратиме на темата. Еве, вие од Прилеп бевте. Колку... Каква е состојбата со посетеност на обложувалници казино? На секој чекор има коцкарници, рестара. 500 милиони евра годишно наша Македонија губи по тие коцкарници. Баш користени семејства. Јас сум за библиски македонски народ, морален, етичен, деца воспитани во православен христијански дух, а не да бидат самоништувачи, комарџи или некои геј парадери како што се нели овие од СДС. Благодарам многу за јавувањето. Сега тука малку ќе направам отстапка. Нека не се изненадат оние можеби кои што прв пат гледаат црвена линија. Само ќе потсетам дека топло препорачувам да останете заедно со мене. Оние кои што гледат знаат дека сме во одлично расположение под црвена линија и секако ќе го вртиме тркалото кое што ќе ви овозможи да се релаксирате, да се уживате со најблиските и да освоите вредни награди. Ете, тоа е тоа од нас. Ние доволно само да дадете точни одговори на прашањата и да си го проверите знаењето. Одиме понатаму, се префрламе на Твитер заедницата. Ќе прочитам твит од Дамјанев од група 3. Вели, ќе слушаме сега плачки од типот ќе им падне прометот, ќе има трошоци, загуби, знаете ли колку фамилии се ранат од вработените, ќе мораат да отпуштаат вработени, и на Марс да се преселат, клиентелата ќе им дојде. Јас верувам дека веќе на линија го имам и следниот гледач. Добро вечер веќе. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Да. Во црвена линија сте? Да. И јас велам да. Дали ме слушате? Да, ве слушам. Па само едно, накратко, само накратко. Збориме за кладилниците, така? И обложувалници, казина, тоа. Да. Што ќе кажеме за железара, што на време направена надвор од градот? Што ќе кажеме за цементара, за другите големите ушје? Дали тоа значи дека според вас може да се најдат соодветни локации? Според вас може да се најдат соодветни локации? Па, вие за 50 метра збориме, се кавгаме, а за големи фирми што треба да возможат повеќе загадување, не можеме да најдеме предлог. Дали го поддржувате овој предлог закон? Не. Луѓето плаќаат кредити, што вика претходниот гледач, плаќаат разни даноци, вработувања и така. Добро. И
Дали имате уште нешто да додадете во однос Ништо, на тоа тема? е. Тоа би било се добро. Благодарам, многу цениме. Ако е кратко, важно е вашето мислење и благодарам што го споделивте со сите нас. Одиме понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Супер ве слушам, па ева. Од каде ни се јавувате првото? Поздрав до вас, поздрав до емисијата. Поздрав. Се јавувам од Кичево. Како е во Кичево, еве? Можам да кажам дека во Кичево премногу има кладилници со тие апаратите што се за коцкање и така натаму. Сега, јас ке се пред некоја емисија имавме кој се најсреќен народ. Па нели беа Финска, Шведска, Данска, Норвешка? Финска, 5 пати поредот. Така, кај што е забрането коцкање. Сега, ние од Европска Унија само тоа што ни одговара сакаме да го примениме, тоа што не ни одговара не го применуваме. Друга работа, пред некој ден имавте емисија за дека ќе увезуваме работна сила. Па ете тие што ќе останат 30-40 илјади работници што работат во тие обложувалници казина, одма тие нека се префрлат во другата индустрија. Нека одат малци да работат земјоделство, сточарство и така натаму. Значи тоа многу брзо, лесно може да се реши. Така, вашето присуство ќе ги замалам од режија да покажат еден твит. Вие продолжите да зборувате, бидејќи Полека Петре прикажува слика од Кичева, вие од таму ни се јавувате. Можам да кажам дека го поддржувам законот и тоа да се изгласа. Тој што сака да се коцка ќе и 10 километри ќе оди да се коцка. Тој што не сака. Така, има твит, пред малку го прочитавме, кој што исто напиша дека и да на Марс ги преселат обложувалниците и казината, тие што сакаат ке одат таму. Вие се јавивте од Кичево, па еве тоа и побарав за да може да ја видат и фотографијата на твитот. Всушност, фотографијата е причината за која што и напишан твитот. Полека Петре напишал: Кичево моментално над 40 обложувалници, казина и легални лихвари за брзи пари. На мизерииве од влади што ги имавме им одговара народот да е зависен и сиромашен. Ако народот е сиромашен, ќе се бори за пари. Ако има пари, ќе се бори за правда и ќе бара подобра иднина. Просто ко 2 и 2. Слика пропасти едног друштва. Добро, одиме понатаму. Добро вечер. Добро вечер, уште еднаш, повтор пат. Ако дозволено е, репете во црвена линија. Не се доискажав. Ќе кажам, коцката, алкохолизмот, проституција, наркоманија не може да го изчистите, па и колку сакате закони да ставите. Имавме ние изгласан закон со двотресинско мнозинство во собранието, резолуцијата што ја донесе, па не ја спроведуваат. Еве ви еден прост пример. А ова нема да се, мислам, имам желба да се тоа оствари, али не е возможно. Значи, не е возможно. Така да, луѓето треба да се остават на самата свест. Значи, колку, еве, и јас сум играл по некој ливче, ама еве, сега не играм. Значи, како ви одеше кога игравте на ливче? Не, некоја сум добивал, некоја сум губел. Али јас сум играл по 30, 40, 50 денари. Максимум, али свеста ми е таква. Еве сега не влагам таму, не ми интересира. И не сум така загрозен. А луѓе толку лесни, што се на умот, што заглавуваат, тоа е нивна работа. Никој не го фатил за рака и да го стави у кладилница. Исто и алкохоличарите, наркоманите. Кој им става? Сами? И немојте, законот си е закон, ама нема да го спроведат и да го донесат. Верувајте, нема. Тоа значи, голема пара. дали го поддржувате овој предлог закон да забележам? Се исклучи гледачот, благодарам многу, одиме со реклами. Да следете на Инстаграм, оние кои што го направиле тоа, одговори и на денешната анкета. Дали го поддржувате овој предлог закон? Со 59% со да одговорија, додека со не одговорија 41%. Ова се резултатите од денешната анкета. А сега, драги мои, овде се одјавувам и за многу кратко се гледаме во мојата убава канцеларија. Заврти на телма.